Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денешната пресконференција ќе ја посветиме на Кумановското културно лето. Се собравме денеска за со вас да ги споделам во име на Фондацијата за култура и спорт и општина Куманово, како организатори на скоро сите или поддржувачи на скоро сите културни манифестации во градот. Кумановското културно лето започна официјално со Моторок фестивалот кој што се одржа минатиот викенд, меѓутоа во исти интензитет продолжува и овој викенд, покрај тоа што не очекува пикник во Пелинце веќе утре и во недела. Ќе се случат денски и некои други габаритни манифестации, како што е маскембалот Батко Ѓорѓие, кој одбележува годинава 20 години од своето постоење, така што еве одлична прилика и да ве поканам во 9:30 часот наутро на градскиот плоштад во Куманово, каде што ќе се одржи маскембалот, на кој што ќе учествуваат 15 групни маски со преку 500 учесници. Во недела, исто така денски, на градскиот плоштад во Куманово ќе се случи изложба на стари автомобили, олтајмери, што верувам дека, иако се случува по втор пат, ќе прерасне некако во традиција и ќе предизвика сериозен интерес кај сите љубители на старите автомобили. Веќе во кон крајот на месец јуни не очекува и традиционалниот детски ликовен камп Асном, кој со 4-дневна работилница со ученици од основните општински училишта ќе се одржи во ресторан Грација. Веќе во месец јули исто така не очекува богата културно-уметничка програма. Во јули ќе се случи Рома Труба Фест, кој исто така важи за традиција, меѓутоа и нешто сосема ново, станува збор за отворено лето, кое ќе трае 3 дена и на барање на граѓаните ќе има во рамките на истото ќе има отворено кино и многу други интересни содржини и за најмалите, меѓутоа и за возрастните. Во јули очекуваме да се случи фолклорната смотра, која има за цел да ги сплоти сите културно-уметнички друштва од нашиот град, за да се представат пред кумановската публика и сите оние кои се љубители на фолклорот. Бдење Кокенски мугри исто така е еден традиционален настан во рамките на овогодинешната програма за културни манифестации на општина Куманово, настан за кој како комплетен организатор стои Фондацијата за култура и спорт. Како што веќе реков, станува збор за бдење на Кокенски мугри кои се одржуваат рано наутро на Мегалитска обсерваторија во Кокино на 31 јули. Август е месец во кој што мислам дека се случуваат најголемите настани во градот и за прв пат ќе имаме поставена бина на градскиот плоштад скоро па цела недела, каде што ќе се одржат сериозно големи фестивали, но претходно ќе се одржи интернационалната ликовна колонија, која фондацијата преку општината ја организира во соработка со националната установа музеј при Куманово. На 27 август ќе се одржи Кенга Епике, односно фестивал на епска песна, кој што се случува за прв пат и со тоа ќе се отвори таа недела на фестивали. Меѓународен фолклорен фестивал е исто така фестивал кој што се одржува со години наназад многу успешно, така што годинава ќе имаат прилика и сите гости на фестивалот да настапат на голема бина, на градскиот плоштад. По нив дента ќе се случи и Тумба Фест, односно на 29.8. Тумсток не очекува на 30 август, за август да го завршиме и културното лето со меѓународен фолклорен фестивал, кој исто така одбележува 20 години постоење, еден сериозен јубилеј. Веруваме дека ќе имаме многу пријатна програма која што ќе ги задоволи апетитите на сите наши граѓани, така што дополнително верувам дека ќе се среќаваме и со медиумите и со граѓаните и ќе продискутираме малку подетално за сите овие настани пред нивното случување. Меѓутоа, вака накосо би сакала со вас како представник од фондацијата, како представник од општината, да го споделам се она што е во интерес на граѓаните. Септември, октомври, веќе на есен не очекуваат и гитаријадата, и Арт Атак фестивал, и Куманиум, и многу други манифестации, одбележување на 8 септември, 11 октомври, 11 ноември, сериозни концерти, пред новогодишна програма. Меѓутоа, отом потом, за тоа
тоа ќе зборуваме кога ќе дојде време. Кумановското културно лето го започнавме со Моторок фестивалот, го завршуваме со Тамбурашкиот фестивал, така што имаме програма за апсолутно сите. Ви благодарам на вниманието и ве очекуваме да присуствувате на што е можно поголем дел од овие настани, па ги очекуваме вашите реакции, се надевам дека ќе бидете задоволни.